Низ град со кики од Скопје. Град кој со сите своји лоши и добри страни не остава никого рамнодушен. Некој го фали, некој го критикува, но едно нешто е сигурно. Скопје е срцето на мојата и вашата приказна. Кој ви е омилено место во Скопје? Затоа ве натера да дојме на водно овде, бидејќи ми се свија многу место и мислам дека е единствено место у Скопје кај што има последна оаза на мир, каде што нема многу галама, кај што нема многу бучеване, оптеретено, загадување и така. Мислам дека ми е сега моментов најомилено место Скопје. Омилено место во градов Скопје ми е дефинитивно овој дел каде што се наоѓаме сега. Тоа е оваа цела улица Максим Горки, целиот овој дел, заради тоа што има многу убави спомени од детството. Тука сум малку не пораснат, заради тоа што живеам буквално на 2 минути од овдека, така да секогаш за ова место ме врзуваат убави спомени, убави настани и дефинитивно сметам дека сега е зима, меѓутоа ова е една од најубавите улици во пролет и во лето. А Скопје посебно си го сакам, морам да бидам искрена, особено моето мало, Девар мало и паркот, тоа ми се места кои што ниту еден ден не ми поминува без нив. Скопје мој град. А јас сум него. Кој ти е омилено место во Скопје? Ако збориме за социјализација со луѓето, со друштво, па повеќе би кажала центарот, затоа што така еве имаме убав нов мол, убави кафичи, додека ако зборуваме за спортување, секако водно ми е едно од омилените места. Да. Мислам дека ништо не може да го замени. Кој ти е омилен дел од Скопје? Од секогаш ми бил градскиот парк и Девар мало би ги ставил како во еден склоп и може да спомнам дека градски зид ми има едно големо значење, бидејќи таму сум роден и бидејќи голем дел од детството го имам проведено таму, а и кога бев тинејџер искачавме многу во тој предел, така да тие места ми се така фейв. Во свет пун голема биде ми тишина, прекоси на реалноста само фантазирај, на чиста околина нагази дигни прашина, далеку од добар живот сме во близина. Девар мало е омилено место на мојата генерација, ама исто така и на вас. Која е причината? Не знам, мене ми се свиѓа заради тоа што има дух во Девар мало. Има и млади. Има и млади. Доста раздвижено, секогаш интересно се има повели убава тука. енергија. Има добри места за да седнеш, да излезеш. Добри места за фоткање, фотогенични, така има малце по-стари згради, автентични. Го сакам ова мало, да. Стварно нешто посебно осеќам према Скопје и сум размислувал неколку пати за мојата иднина и мислам дека кога би бил постабилен и доколку би имал фамилија, би ја растел сепак во Скопје. Дали би можела да се замислиш да живееш на некое друго место? Искрено многу пати сум размислувала на ова, како и секој друг млад тинеџер. Не, одговорот на кратко е не, иако сметам дека можеби сцената за мојата професија е многу поголема во некои други држави, во некои градови. Но надвор од Македонија не би можела да се замислам дефинитивно. Би можела да шетам за секогаш, би можела да го прошетам целиот свет и би сакала, но да живеам надвор од Скопје, не. Многу ми е драго што можеме толку одовде да раскажеме толку многу инспиративни приказни за млади луѓе. Приказни кои вредат да се слушнат и кои се полни со визија, посветеност и храброст. Ние општо сега ќе звучам како постар човек кога ќе го кажам, ама мислам дека ние општо како генерација многу време едноставно трошиме безпотребно на скролање по социјалните мрежи, гледање на серии кои што не се воопшто поучни и слично. Мислам дека имаме време, сите ние за се. Еве ти исто така си трета година средно, водиш волкава емисија. Мислам дека со правилен менеджмент на времето има онака време дури да се работи, да се учи, да се излезе. Има време за се дефинитивно. Како и кога почна твојата љубов со мотоспортот? Мојата љубов почна на многу рана возраст, кога го гледав мојот татко како се натпреварува на Рицко-Брдските и на кружните патеки околу Македонија. И јас уште од тогаш знаев дека ова е спортот за мене. Дефинитивно ме мотивираше токму театарот, каде што сме сега, и мојата мајка. Таа ме запозна со овој балетски свет и навистина ми се допадна и сакав да пробам. Оваа приказна започна
благодарение на мојата пасија кон храната и љубовта која што ја имам, која што ја наследив од моите родители. Морам да признам дека мајка ми е голем кривец, што уште на 3 години, значи кога ќе се навратам, уште на 3 години ме тераше, уствари беше приоритетот во мојата работа, јас да изберам дека ќе креирам таков блог за храна. Не знам, си гледав YouTube и многу луѓе така гледав дека си го документираат животот и сакав прво јутубер да станам уствари. Пробав да снимам на YouTube и некако се влюбив во таа форма на уметност, видео. Добра. И си продолжив и некако почнав и TikTok и Instagram и одеднаш стана viral и не знам, комплетно ми се промени животот и сега правам работи кои што некогаш сум сонувал да ги правам. И сум гледал други луѓе дека ги прават. Прва мотивација за која што започнав да тренирам бразилска џуџица ми беше ММА, но немаше турнири за деца. И одлична прилика ни беа АМФ турнирите кои што се одржуваа минатата година. Во Белград имаше европско првенство и се спремавме за таму. На тоа европско првенство освоив сребрен медал. Но секако, успехот не доаѓа преку ноќ. Зад него стојат многу жртви, откажувања и силни напори. Но тие не треба да се обесхрабрувачки фактори, туку напротив да не мотивираат, бидејќи упорноста секогаш си го наоѓа својот пат кон успехот. Дали некогаш си чувствувал дека треба да жртвуваш нешто? Време, но и финансиски се потребни многу жртви. Но времето според мене е број 1 жртва. Јас тренирам 3 до 4 часа дневно само на симулаторот. И во исто време сум и на училиште, а во исто време и тренирам физички и психички. Ето, преди спортот може да правам некои жртви, да не искачам толку често, може да осуствувам на некој час на училиште. Но, како да кажам, приоритет ми е спортот и тоа што ми исполнува, некако ми е главна цел во животот, така да не го гледам како терет и се тоа на страна, ќе се најде време. Болката и повредите се неизоставен дел од оваа професија. Балетот и болката одат некако заедно, секогаш. Кај нас викаат дека ако одиш во сала и ништо не те боли, значи нешто е чудно, нешто не е во ред. Ние сме навикнати на таа болка, си ја сакаме професијата толку многу и не го приметуваме тоа. Искрено се надевам дека ќе имаме уште многу успешни приказни од мои врсници, раскажани со труд, упорност и љубов кон она што се прави. Приказни кои ќе не натераат да чекориме напред, храбро и да го правиме тоа со чисто срце и позитивна мисла, бидејќи секој сон може да стане реалност. Кој совет би им го дал на младите кои пробуваат да се разбијат во оваа твоја индустрија? Па дефинитивно да бидат истрени, да го искористат максимално талентот, тоа што го кажав и на почетокот, да работат секогаш 20% повеќе од сите оние кои ги обкружуваат да се занимаваат со ова. Ако сакаат да станат модни дизајнери, треба да си го загреат столчето, прво. Да се спремат дека ништо лесно не може да дојде преку ноќ. Совет кој би им дала на некој кој што сака да се бави со оваа професија е дека мора да ги прифати промените. Промените на годините, промените на луѓето, промените на се што носи животот. Никогаш не остануваме таму каде што сме биле пред година дена. Само би им посакал што побрзо да се пронајдат, значи да знаат зашто се во оваа професија. Во моментот кога ќе дознаат зашто се, да почнат да работат на тоа и никако да не се откажуваат. Многу е важно да тргнете од себе и да сакате да промените нешто, без разлика колку и да е тежок тој пат. Така, најбитна е дисциплината, посветеноста и потоа сами по себе доаѓаат и успесите. Не постои шанса ако имаш зацртана цел, да не ти помогне и Бог, а попатно да тие што у наводници се викаат цопки се уствари само учители до патот до успехот на тоа што го правите. Even if you fell down, you will stand up again and life will always continue. So, and believe in yourself and don't try to be someone. Be yourself. Да бидат љубезни, да имаат респект, почит према околината и да работат со многу љубов и истреност. Советот кој секогаш го давам е да имаат цел и да веруваат во себе. И не само да веруваат, да работат напорно и да ја сакаат професијата со цело срце. За секој тој што сака да започне нешто ново, мојата најголема препорака би било тоа да го прави со страст и со љубов и да се посвети максимално што може на самиот проект.
добар танчер никогаш не застанува да работи. Добар танчер е некој кој секојдневно ужива во тоа што го прави. Е некој кој се вложува 200%, го вложува целото свое време во тоа. Едноставно не работи за да работи, работи заради тоа што сака да танцува. Работата е клучниот момент, дефинитивно е потребна работа, талентот не сметам дека е пресуден. Секако можеш да бидеш роден талент, но тоа не можеш да го задржиш без да работиш навистина многу. Бидете хумани, поделете го тоа што го имате со другите, дојдете во Црвениот крст, волонтирањето ќе ве направи многу по-социјално одговорна личност. Ќе бидете квалитетни за себе, меѓутоа и за другите. Поголема мотивација од тоа да го работиш тоа што сакаш нема. Мислам, све друго е мачење. Човек што го прави тоа што го сака, ќе биде најдобрата, најисполнетата верзија од себе, со најмногу самоодобрба и ќе има најголем и најдобар придонес во едно општество. Со самиот тој страв да почнеш и тој страв да те прекине, знаеш, да не ти дозволи да почнеш, веќе си неуспешен на некој начин во тоа, зашто ако не пробаш, автоматски е неуспех. Да. Ако пробаш, не знаеш, можеби ќе упали како што ми се случи на мене. Многу пати можеби родителите ќе сакаат да направат од вас нешто што вие не сакате. Да не им дозволувате. Слободно напред. Драго ми е што повторно ќе се дружиме на оваа фреквенција. До следна сабота.